Видите, велите државата им помогна, државата постои за граѓаните, не обратно. И нормално е тоа, кога имаме кризи од ваков тип, имало и светска криза, имало и други претходни кризи, државите се тука да помогнат на граѓаните оноку колку што можат. Ама, еве не мое мислење, анкета спроведена по однос на дали се задоволни граѓаните од мерките на владата, вели анкетата спроведена на репрезентативен примерок, вели дека само 20% од граѓаните се задоволни од мерките што владата ги предложи за помош на економијата, останатите се 45,4% се незадоволни или пак вели 33% неинформирани. Сега, кога говориме за искористеноста, мерки кои што патем кажано и ние ги поддржуваме и секогаш ќе ги поддржуваме, но ги критикуваме затоа што се недоволни, малку и се злоупотребени. Тука говориме за злоупотреба, не дали има потреба или нема. Апсолвирана е таа тема дека има потреба. Потреба има секако. Но колку се тие искористени? Значи, од 1 милиарда, нецела милиарда евра, само 360 милиони евра се искористени. Тоа доволно кажува дека оваа анкета, која што во моментот ви ја читам, е кредибилна, бидејќи оној процент кој што е 30%, нели, од граѓаните, вели неинформирани. Па имате административни бариери за мерки за кои што граѓаните аплицираат, па не можат да добијат. Тоа е тој систем кој што, ќе бидам и самокритична, не сме го направиле за овие 30 години, не знам, брза услуга и така натаму, ама нели вие бевте влада која што требаше за овие 5 години да направи нешто поинако, нешто поразлично. Говориме за инфлација во моментот, стапка, ова се исто така не мои податоци, која што изнесува 3% придвижена од порастот на цените на струјата, храната, но и транспорт. И сега, порастот на цените на горивата, нормално дека ќе предизвикаат раст и на цените, а можеби и отварање на некаква инфлацијска спирала. Вие тоа многу добро го знаете. Каде ќе одиме, прашањето е, и до каде ќе се оди. Дали не треба рационално да се користат финансиските средства, а по однос на тоа на работничките кои што ги губат работните места во конфекциите, еве ќе ве упатам да се распрашате дека и она плата која што треба да ја добиваат, дел од нив во фирмата Баргала во Штип и во некои други фирми, конфекции, не само што не ја добивале, со месеци им каснеле, туку има веќе стечени постапки, фирми се затвараат, се отвараат нови фирми, големи проблеми за кои што државата за жал е слепа и глува, бидејќи се работи за фирми, не знам, наблиски до власта и така натаму. Нели треба аршините да ни бидат исти, а особено за луѓе кои што не се на прагот на сиромаштија. Се сиромашни. И сега да ве прашам, за кого носиме ребаланс? За газдите на фирмите или за вработените во фирмите? За оние граѓани кои што се не на прагот на сиромаштија, сиромашни. Качуваме акцизи, качуваме струја, качуваме горива, како ќе живеат? Еве, кажете ми како ќе живеат. И кои се тие, јавете се на реплика слободно, и кои се тие мерки кои што вие како власт ги предвидувате, јас не ги гледам во ребалансот. Не можам да ги видам. Имавме и прв пакет, и втори, трети, четврт пакет. Еве, анкетите покажуваат, не јас. Значи не јас, анкета помеѓу граѓаните кои што велат дека не се задоволни од мерките на ова влада. Јас и вие може да спориме политички, не е проблем, затоа сме тука. Но крајната цел, како што кажат и тука се согласуваме, на ваквите стратешки документи мора да бидат граѓаните, особено
ке повторам, сиромашните не го чувствуваат тоа. Напротив, гледаат веќе толку се очигледни безобразните и некапитални трошења на оваа влада, што немаат воопшто ни милост. А граѓаните, најсиромашните, тоа го гледаат. Тука треба да се запрашате каде оди Република Македонија со вакви стратешки моменти, со вакви буџетирања, со вакви ребаланси и така натаму. Мислам дека за истото говориме, но за жал имате задача да ја браните, да го браните неодбранливото, ама треба малку да бидеме реални и да видиме што реално ни се случува во Република Македонија. А за по однос на напуштањата на текстилните работнички, имате колеги од тој регион, прашете ги и ќе ви објаснат доколку виделе, доколку се распрашале, доколку поразговарале со текстилните работнички, да ви кажат на какво се и што оваа влада направила за нивните работни места и за нивата гола екзистенција. Благодарам. Контрреплика, пратени.